Здраво на сите, јас сум Бисера од Стартап Клуб Скопје и добре дојавте во Фрилансерска дружба. Подкаст во кој го откриваме животот на модерните професионалци без канцеларија. Генерален спонзор на овој подкаст е Прокреј банка, банка која го разбира фриленс животот. Ти имаат посебен фриленс пакет за да ги решат сите ваши банкарски потреби. Сега уживајте и гледајте епизодата. Здраво на сите и добре дојавте во третата епизода од Фриленсерска дружба. Јас сум Бисера. Денеска со нас имаме многу интересна гостинка, што верувам дека на сите ќе ви се допадне. Таа е фриленс и LinkedIn коуч. Исто така е водечки креатор на LinkedIn од Македонија и дополнително е и кофаундер на стартапот WeCraft You Grow. Денеска со нас тука е Марина Панова. Здраво! Здраво на сите и баш ми е мило и чест што сум тука и гостин. Прво сакам да ти се заблагодарам што дојде денеска тука. Знам дека од Кочани доаѓаше, дека пат требаше да помине, затоа благодарам што го издвои времето да бидеш со нас. Како си ти? Одлично. Фала ви на гостопримството и фала ви на поканата. Баш ми е мило што сум тука и што ве запознав сите овде. Да, сметам дека денеска ќе имаме баш интересен разговор. Ќе фатиме многу теми од твојот живот, а и ќе споделиме совети од кои не се секојдневни само за фриленс животот, туку ќе фатиме платформа од кој многу стана актуелна последниве неколку години. Тоа е LinkedIn. Првично сакам да започнеме да прашам за ти како помала, како си била кога дете, дали каде си се замислувала во иднина, што си мислела што ќе бидеш кога ќе пораснеш? Да, тоа е многу интересно прашање за мене, пошто јас како дете немав некоја замислена цел, нешто, ама сакав да биде нешто интересно. Сакав да создадам нешто свое, да инспирирам и да учам други луѓе, така да имам некоја голема цел која што ќе биде значајна за мене и за другите луѓе околу мене. Така да немам нешто да кажам што ќе кажам, јас сакав да бидам докторка или сакав да бидам нешто кој знае нели каква функција, него сакав да работам нешто што мене лично ми исполнува и кое што ме прави среќна. Тоа е баш преубаво. Мислам дека многу луѓе дефинитивно такво нешто ги движи, ги води, посебно во овој свет. Има околу факултетските денови, знам дека по разговорот што го имавме, тука ти почна некои твои први проекти, тука почна сама себе да се пронаоѓаш. Мислам дека убаво таму да почнеме. Точно, може да. Секако, јас на факултет се запишав во Штип на маркетинг студии и беше доста интересно. Така што да, точно е дека од таму некаде се почетоците нели за работа. Првично имав еден професор на факултетот во кој што виде некој потенцијал во мене и ме праша дали сакам да му помогам нешто со некој негов бизнис, имаше нешто некој бизнис, онлайн бизнис. И така да таму почнавме, јас почнав да пишувам блог статии за неговиот бизнис, потоа почнав да работам нешто на Pinterest и така нешто се вклучи во разновидни активности и сето тоа почна од моментот дека јас имав објавено книга на Амазон, нели, тој ме испрашуваше како, нели, од каде идејата, како почнав, од каде имав желба и нели почнала целата од тоа дека јас нели имав објавено книга и така да тоа беше почетокот. Инаку за книгата да бев многу заинтересирана онака да видам како е да се објави книга. Пишував поезија, имам објавено книга поезија, имам и неколку други книги. Тоа е само како еден почеток, нели, од некаде да се почне и од некаде да се да се започне и да се движи кон некаде секако, нели, тоа по патот се одлучив на многу поразлични активности отколку пишување на книги или поезија, ама беше многу интересен почеток, така да тоа е многу убаво да си има професори така што ќе видат потенцијалот, што ќе веруваат во тебе. Баш интересен факт што еве книга си издала, како се викаше книгата? Книгата се викаше
Долго време поминало. Долго време поминало од книгата и беше нешто за поезија, така да Finding Beauty in the Spider Parachutes. Конкретно поврзано со некога си тема, така имаше опфатено различни тематики како поезија уврска со така како се чувствував буквално во самите ситуации, така се инспирирав од луѓето, од природата, од објектите, имаше можеби не е логично, нема некаков си логичен редослед или логично објаснување за самата книга, ама мислам дека беше доста интересна за мене така запишување. Баш интересно. Знам дека ти си имала еден период од твојот живот кај што си живеела во Франција. Точно, да. Па, точно околу пред 2 години, да, се преселив во Франција, во Париз. Тоа беше кога бев уште на факултет 4-та година, се запишав воредно, за да можам да... Тоа беше уште во периодот уште кога беше короната, така што секако студиите ни беа онлайн. Јас се запишав воредно и така, нели, си полагав онлайн, нели, додека живеев во Париз. Која беше причината зашто се пресели во Париз? Што така ти дојде од тебе кај ја се селам таму и живеам? Точно, да. Мојот дечко, Кристијан, тој живееше во Франција, во Париз, целиот свој живот, така да, нели, јас бев овде, јас бев во Македонија, да, тој беше во Франција, и вака викам, ајде да пробаме заедно да живееме малце во Париз и беше баш доста интересен период. Отиде кон љубов во градот на љубов. Да, точно, да. Точно. Мислам дека од тука негде, као по разговорот што го имавме, ти спомнуваш дека ти започнува тие почетоци баш со LinkedIn. Мислам дека можеме да отвориме сега таа тема, каде што како ти го пронајде LinkedIn? Што толку те привлече кон таа платформа и реши тука да се изградиш за кон твојот онлайн свет? Да, LinkedIn го почнав пред неколку години, уште додека бев во Париз. Во Париз додека бев не работев ништо како нешто поврзано со маркетинг или поврзано со бизнис. Така да јас сакав да почнам со LinkedIn поради тоа што мислев дека ќе ми биде полесно за да си барам работа и сакав едноставно ми беше интересно, така почнав некое време да објавувам постови и да градам некаква стратегија, значи едноставно да градам за мене personal brand. Така да беше интересно, ама не би кажала дека тој период е нешто многу значаен, ама сепак е значаен поради една причина, а тоа е дека бев конзистентна, така истражував, гледав што правеа другите луѓе на LinkedIn, гледав какви постови објавуваа и ја правев нешто слично, ама немав на кој начин да се докажам, едноставно немав некакво искуство, нели, као гледам ги другите луѓе, пишуваат постови, еве, имам резултати за работа или некакви интересни приказни за нив, а јас едноставно немав што да прикажам, нели, за мене и беше малце како чудно, нели, сега ќе зборувам, ама нема да биде толку интересно. И сега барав начин, нели, како да дојдам до тоа прво искуство. И сега додека бев во Париз, јас работев како дадилка за англиски. Значи учев деца англиски од Франција, нели, таму. И фактички основачот на таа агенција за деца, тие имаа некакви социјални медиуми, ама буквално никој не работеше на нив. Не беа разработени. Да, не беа разработени. Јас си предложив на неа, значи дали можам јас да ги работам, нели, да го работам нивниот Инстаграм и Фејсбук профил и од таму почна се, значи работев како дајлка, и помагав да го изградат профилот на LinkedIn и на Facebook, и работев на LinkedIn за мојот бренд и, нели, кажував, нели, тотално бев искрена, тотално искрена за целата ситуација, дека што работам и какви резултати, нели, постигнуваме, нели, со Инстаграм и со Фејсбук, сепак колку и да беа минимални, сепак се значени и, нели, секој од некаде почнува, така да беше многу интересно. Па тоа баш не секој дневен момент за агенција за дадилки или ти да објавуваш на LinkedIn дека како дадилка работиш, исто така и социјални мрежи за тоа. Точно да, ама така да животот во Париз и во
големите, нели, европски држави е малку поразличен. И многу поразлично тука, така да таму секоја фамилија има дадилка, таму секоја фамилија има нели чистачка по дома и нели луѓето таму живеат на поголема нога и нели така функционира, таму и повеќе треба помош. Тука имаме баба, дедо, нели да се грижи некој за малецките, ама таму едноставно е потешко, нели, повеќе се сами луѓето. После Франција, што се случува? После Франција, тоа е најинтересен, мислам дека најзначајниот дел од мојот живот, заради тоа што јас оваа работа како дадилка ја работев околу 6 месеци и донесовме една многу значајна одлука со дечко ми, Кристијан. Значи, тој работеше таму како имаше агенција со друг бизнис партнер и одлучи едноставно дека може тоа сам да го прави, заради тоа што свати дека сите бизнис делки ги сам правеше и немаше веќе значајност да останеше како бизнис партнер, кога можеше сам да го прави. И тоа одлучи едноставно сам да си го продолжи патот. И он се свртал кон фриленс животот на некој начин. Да, и тој точно исто така. И ми кажа мене, вика, еве ти доволно време пробуваше на LinkedIn, ајде сега да пробуваш како што треба, нели, да го правиш како што треба, нели, да биде супер. И јас со тој момент викам, окей, се откажувам од оваа работа, сега колку време ќе ми треба за да најдам, нели, нов клиент, викам ќе го употребам целото тоа време. И така почна едноставно од Париз и дојдовме тука во Македонија. Бевме тука неколку месеци, каде што, нели, многу е полесно, у смисла, кога почнуваш како фриленсер е многу полесно, поради тоа што си дома. Нема потреба да плаќаш ни кирија, ни јадење, ни ништо, едноставно е многу полесно за да почнеш едноставно. Целото време ти си фокусиран на успех. Така да, така почнав јас, ми требаше неколку месеци да се фокусирам многу добро на LinkedIn, овој пат со многу силна стратегија и дефинитивно таа стратегија успеа. Мислам дека си бевме дојделе, значи, во март, во јуни јас веќе наоѓам прв клиент, голем клиент од Франција исто така, поради тоа што знае француски и ми беше полесно да најдам. И така да од јуни, јули веќе јас правам персонал бренд, нели, го изградувам многу добро. Кои се тие некои стратегии што си ги користела сама на себе за да се изградиш? Дека, како што кажа пред тоа, не си имала некој големо работно искуство, освен тоа што си се изградила во Париз со агенцијата за дадалки, со брендингот тој. Кои чекори ти ги зимаш за да си го изградиш твојот профил додека си во Македонија? За устваријата за од март до јуни да си го најдеш твојот прв голем клиент? Точно. Јас така направив неколку работи кои што беа од суштинско значење. Прво направив професионални фотографии. Сакав да изгледам, нели, професионално и да за, нели, новите потенцијални клиенти што ќе дојдат. Така си направив професионални фотографии, објавував професионални фотографии, си направив професионален, нели, бенер на LinkedIn, си направив место каде што потенцијални клиенти ќе можат да букират повик со мене, каде што ќе можат да зборат, така да мојот LinkedIn го оптимизирав 100% и изгледаше веќе многу добро, едноставно изгледаше многу професионално од никој, од страна на client ready, нели, од страна на клиент. Така да тоа беше едниот дел од приказната. Другиот дел беше дека поработив на стратегијата за објавување, пишував постови кои што ќе бидат повеќе во однос на резултати од работа, во однос на сопствени достигнувања, нели, wins, struggles, такви работи кои што ќе бидат многу интересни и значајни за луѓето да ги слушнат. Така да, на тоа се фокусирав исто така на градење на конекции од страна на други луѓе, нели, се конектирав со други луѓе, нели, многу позначени од мене. Така да, веќе кога правиш нешто многу добро, луѓето те
препознаваат и луѓето сакаат да ги читаат твоите постови, сакаат да дознаваат повеќе за тебе, каде се движиш, нели, на каде одиш. Така да тоа е, да. нели, да, тоа е веќе кога оставаш знаци, нели, по патот и станува веќе многу интересна целата приказна и веќе едноставно не сакаш да сопреш. И тоа беше периодот, нели, кога бев во Македонија, во септември, исто така со дечкото одиме за Шпанија. И таму остануваме исто неколку месеци и двајцата работиме како фриленсери. Тука знам дека има една многу сладка приказна, што ја лично се заљубка ми кажа, а тоа е поврзана со вашето куче. Приказната е овде, да. Тоа беше најсладкиот дел од мојот живот и уште најсладкиот дел. Земавме куче, American Stafford од Шпанија и таму, нели, си го чувавме, имавме куќа на плажа, многу убаво место, многу убаво си поминавме. Таму мислевме дека ќе останеме подолго, но сепак одлучивме подоцна да се вратиме и така да шетаме и на различни места. Како беше процесот да го земете кученцето назад во Македонија? Претпоставам дека кучето таму сте го купиле или сте го посвоиле? Да. Бевме до Валенсија. Од Валенсија таму го земавме Пабло и беше многу сладко. Беше многу сладко и беше многу малечко и го земавме, нели, дома, па го чувавме, нели. Процесот инаку е треба да оди, нели, да ги прима сите вакцини и да му направиме пасош и чип. Тоа е целиот процес, да. Многу е сладко. Од кога се враќаш од Шпанија, еве знам дека имаш многу разновидна кариера. Еве да почнеме со самиот момент дека книги си пишувала еден период, дека си била кон маркетинг светот свртена, кон брендингот, еве сега со LinkedIn. Како се справаш во тие промени? Кои се тие еве некои потешки моменти кога менуваш кариера, се пренасочуваш кон нешто друго, се фокусираш на нешто ново уствари? Тоа е многу добро прашање. Баш поради тоа што мислам дека го ставам се на едно ниво, тоа е мајндсет. Едноставно треба да ги гледаш промените и треба да одлучиш во кој момент каде треба да одиш. Едноставно тоа не можеш ти да го дознаеш, нели, претходно што како ќе се случи. Ама треба да бидеш отворен на промени и да ги следиш промените, нели, да се движиш со нив. Сега кај мене клучниот момент е што јас, нели, почнав да работам како social media manager, но подоцна повеќе и повеќе се фокусирав на LinkedIn, заради тоа што на LinkedIn гледав многу поголем потенцијал, многу побрзо се расте, многу побрзо се наоѓаат клиенти, многу побрзо се наоѓаат прилики во кои што ќе можам да го изградам, значи тоа што сакам да го изградам. Сама себе да растеш. Точно така. Така да, точно е. Едноставно имам вака направено многу промени во врска со работата, значи така последниот момент ми е од летото па нанаваму исто сум како фриленс коуч и помогам на други фриленсери како да успеат на LinkedIn и како да успеат, нели, да најдат клиенти, како да бидат добри во својата работа, нели, кога правиш нешто многу добро и луѓето едноставно сака да знаат како го правиш, нели, или дали ќе ме научиш и мене, и така да отворив, нели, како сесии во кои што ќе помогам, нели. Многу интересно што спомна сега тој момент за тебе дека си фриленс коуч. Еве, сметам дека гледачите, јас лично, бидејќи јас првично кога почнав мојата кариера со маркетинг, пред да дојдам во стартап клуб Скопје, пробав да почнам како фриленсер. Нормално, јас сум на финки запишана, пак на програмирање и решив ја да го направам тој голем чекор кон друга кариера, подалеку од програмирање, да се свртам кон маркетинг, исто со нормално, кога сите што почнуваат со социјал медија. И ја лично не се пронајдов во фриленс животот, ама сметам дека тоа е поради што ја немав правилните совети и некој да ме подучи, да ме однесе кон правилниот чекор кој треба го направам за да успеам. Кои се некои совети вака што најчесто ги даваш на почетни фриленсери, на луѓе што сака да започнат овој живот?
еве малце као фри тизер за гледачите. Точно, па вака сега. Во врска со совети, јас ја имам изградено целата програма, на начин на кој што имам опфатено се што еден фриленсер треба да го направи за да дојде до моментот, нели, да добие клиенти и до крајната цел, нели, да биде многу добра во својата работа. Сега, прва работа, прва почетна точка во кој што било кој, нели, човек сака да биде и да работи како фриленсер, мора да има многу добри вештини. Една вештина која што многу добро ќе работи. Значи може, нели, да научи, веќе може да почне како некоја вештина како видео едитинг или вештина како content writing, било каква вештина, значи мора да има од нешто, нели, мора да почнеме кој што го прави добро. Сега, понатаму, таа вештина едноставно треба да се пронајде начин како да се маркетира едноставно, нели, како да се прикаже на луѓето дека ти си добар во тоа што го правиш, нели. И сега еден од начините на кој што кај мене успеа и кај многу други студенти, нели, кои што јас ги учев, беше LinkedIn. Нели, ние секако знаеме дека има многу страни кои што може да се почне со фриленсинг, како Upwork, Fiverr, точно, да. Но сепак тоа се, како да кажам, многу, тоа можеш да почнеш со работа брзо, ама пак ти треба некој искуство, нели, за да почнеш. Треба да се има таму да се наполни портфолио таму веќе со претходно работно искуство, а исто така сметам за тие платформи дека после пандемијата дека се oversaturated, дека е зголемен пазарот, сите се заинтересирани и мислам дека сите целат директно кон тие две платформи, дека тие се најгласни, највеќе ги имаат слушнато, а го запоставуваат LinkedIn као број еден платформа за да можеш кариера да најдеш. Така, точно. Сега така се враќаме на едно многу суштинско значење, тоа е дека, нели, за да се пронајдеш како фриленсер треба да бидеш различен. И треба да додадеш многу поголема вредност од колку вредност што би ја дал на некој на Upwork или на Fiverr. Така да со тоа што почнуваш на LinkedIn, го користиш твојот профил како портфолио. Значи, можеш да најдеш клиенти многу полесно, со тоа што ќе го оптимизираш профилот многу добро, ќе објавуваш постови кои што едноставно ќе го привлечат вниманието на потенцијалните клиенти, како што ќе бидат свртени кон резултати, како некои делови од твоето портфолио, како case studies, било каков начин кој што можеш да го прикажеш процесот на работа, колку си добар, како го постигнуваш тоа. Значи, луѓето сакаат да знаат, особено потенцијалните клиенти, те едноставно, нели, мора да слушнат нешто добро, мора да слушнат нешто позитивно, за да одлучат да работат со тебе. Значи, ти веќе мора тоа на некој начин да го прикажеш на нив, а тоа можеш да го прикажеш преку оптимизирање на профилот и преку контент стратегијата која што треба да биде многу силна и многу, нели, свртена кон резултати, кон добри постигнувања кои што, нели, ги имаш правилно за другите клиенти. Тука е моментот каде што сметам дека секој треба да си најде начин како да се продаде самиот себе. А и тој момент што го спомна ти, чекорите што ги прават, сметам дека е баш битен да за идни клиенти да го видат тој behind the scenes момент, од како ти работиш и како се стигнал до тој момент, што сметам дека платформите што се наменети за фриленсери не го даваат таа можност, не ја даваат за да го видат тебе како човек, да те видат. Суштински ствари ти кој си, како работиш, какви ти се ставовите и се тоа. Тоа е точно, тоа е многу голем дел од LinkedIn. Заради тоа што луѓето што се на LinkedIn, голем дел што се од нив, значи тие се приврзуваат кон приказните на луѓето. Дефинитивно. Така да приказните се голем дел од суштинско значење, значи за целата стратегија која што ќе има, значи тоа
е стратегија на сите кои што ги знам на LinkedIn и на големи мали креатори. Јас нели објавувам цело време постови кои што ќе ја прикажам мојата приказна, нели мојот животен стил, нели работи за мене, значи ќе ги прикажам моите вредности кои што ми значат кога би работела со некој потенцијален клиент. Така да тоа е многу голем дел од работата и тоа е точно дека едноставно LinkedIn е многу добра платформа на која што можеш да ги покажеш сите вредности и сето она кое што тебе ти значи и она кое што би значило на другите луѓе, нели на начинот кој што ќе можат нели да го видат тоа во себе, значи едноставно како you're going to put them in your shoes. Баш ми беше интересен моментот од кога јас и ти го имавме ствари првиот состанок за да се договориме денеска за подкастот и за настанот што ќе следи после снимањето на епизодата, што дополнително позаѓа ви кажеме повеќе за него. Отворив LinkedIn и баш те видев ти како си објавила слика пред лаптопот, како го ја најавуваш оваа соработка наша и баш ми беше интересен тој момент каде што тука те гледаме тебе во малце по-приватно издание, ама мило ми што ги споделуваш и тие мали моменти за сите да ги видат. И сега конкретно, еве, како што те најавив, ти си лидечки креатор, водечки креатор, ствари, кај нас од Македонија на LinkedIn. Како стигна до тоа? Како ти што ти се вртеше низ глава кога гледаш дека бројките растат, дека се повеќе сакаат да те слушаат? Дали ти целеше кон тоа или тоа едноставно само си дојде по себе? Тоа е, мислам дека главниот одговор би било само си дојде по себе, заради тоа што кога веќе си посветен многу и кога си цело време, значи секој дневно на LinkedIn и цело време експериментираш и истражуваш што како функционира, тоа е, мислам дека дел од успехот е конзистентноста. Јас сум веќе многу време на LinkedIn и така да конзистентноста и потенцијалот. Значи, да не беше LinkedIn, ја немаше да седам денес, нели, овде и немаше да зборуваме за ова. Така да LinkedIn буквално ми го смени животот. И ќе кажам дека едноставно мислам дека е многу голем потенцијал за сите, а јас така потенцијалот го видов, нели, почна малку по малку да расти и веќе почнам едноставно со едно толку брзо темпо, што почнам да растам како некој од некои водечките креатори како што се од Англија или од Америка и веќе викам, окей, нема назад, сега одиме само напред. И мислам дека едноставно нема запирање сега во овој момент заради тоа што сега сум моментално на 36,000 followers. И од Македонија моментално немам никаква конкуренција. Баш би сакал да имам некаква конкуренција, но моментално нема многу луѓе така што многу објавуваат и што се активни. Нели има креатори што се од нели бизнисмени кои што имаат бизниси и така по 10, можеби 15,000 фоловерси, но ама не се до 36. Да, точно, не се на 36, само сепак мислам дека баш би сакала нели да видам и баш би мислам дека ако вака луѓето ме слушат, нели како зборувам за ова со полн ентузијазам и нели на ивентот на кој што после ќе зборувам, мислам дека баш би сакала да инспирирам повеќе луѓе да го почнат нели LinkedIn-от и да го отворат и да бидат активни и да направат добра стратегија и да наоѓаат клиенти, заради тоа што мислам дека е многу добар почеток. Баш интересно. Мислам дека LinkedIn еве како јас лично што не сум кав корисник на таа платформа, еве очигледно се гледам мојата првична грешка кога почнав кон фриленс животот, не е грешка уствари, секој си почна на различен начин, секој си го наоѓа својот пат, ама на пример LinkedIn си го отворив профилот веќе 2 месеци од кога почнав тука да работам, затоа тука еве каде сум наназад, али дефинитивно како што ми збориш ја после настанот, после секој си седнам, ќе си го направам цел ребрендинг, сите твои совети денес што ќе ги слушам, ќе ги искористам. Конкретно кон совети за LinkedIn, кои се некои најчестите грешки, најчестите работи што гледаш кај луѓе у профили што
ти доаѓа момент као не така, ова можеш многу подобро да го направиш или ако го смениш вака подобро ќе ти личи профилот или некој совети што даваш на твоите LinkedIn coaching sessions. Да, точно сега. Тоа се совети кои што ги давам нели на фриленс студенти, но исто така и клиенти кои што ги зимам. Сега вака мислам дека е време да спомнам и за Кети, таа е многу драга личност за мене. И заедно со неа пред 2 месеци направивме една агенција која што се вика We Craft You Grow. И во таа агенција значи едноставно баравме начин нели како да ги ставиме сите наши вештини за LinkedIn на едно место и како да нели поради тоа што нели го пронајдовме начинот како да се успее на LinkedIn и како да се постигнат резултати. И така направивме агенција и нели кога почнуваме ние секогаш обавезно мора да направиме оптимизирање на профилот. Значи тоа е првиот дел од чекорот и оптимизирање на профилот едноставно ние ги буквално сите грешки мора да ги пронајдеме и сите грешки мора да ги поправиме во однос на брендингот, во однос на стратегијата нели за објавување. Значи сите ние ги поправуваме директно сите активности кои што треба да бидат поправени. Сега како грешки луѓето кои што ги прават на LinkedIn има многу. Ќе спомнам некој од нив. Прво тие објавуваат слика, значи ставаат слика на профил која што ќе биде со некоја темна позадина или може да биде со некоја многу лошо осветлување кој што не можат луѓето да ги видат нели многу добро. Така да тоа треба веднаш да се порови, треба да биде професионална слика со многу добро осветлување и исто така многу професионално изгледа еден профил кога ќе биде со конзистентен брендинг. Значи тоа значи дека кога ќе отвориш низ целиот профил треба да има бој кој што ќе има баланс на бој, едноставно ќе има некоја боја или неколку бои кои што ќе ги избереш и кои ќе бидат дел од твоето брендинг, буквално како на бизнис кога има некоја лого или кога има вебсайт, значи треба да има некој баланс на бој. Сега кај мене таа боја на мојот профил е виолетова. Purple, виолетова. Да. И јас многу се приврзав за тој брендинг и гледам дека луѓето многу го сакаат. Така, нели, сепак треба да си избереш нешто кое што нели боја кој што тебе ти се допаѓа или бои кои што тебе ти се допаѓаат и тоа нели да го направиш на многу интересен начин. И тоа нели тие бои треба да бидат насекаде низ твојот профил, значи треба да ги вклучиш да бидат на бенерот, треба да бидат на featured section. Треба да бидат на постовите, значи каде што ќе објавуваш carousels или каде што ќе објавуваш некои слики, инфографикс, значи треба да ги вклучиш тие бои, така луѓето ќе те многу полесно луѓето да те препознаваат кога ќе те запомнат. Така е точно, значи треба луѓето да запомнат на некој начин и треба да го направиш за нив да биде полесно. Така да тоа е едниот дел, сега можам да зборувам цел ден на оваа тема, ама ајде ќе спомнам уште неколку. Понатаму кога е во врска со насловот, луѓето значи прават директна грешка, а тоа е дека тие објавуваат нивната функција. Значи функцијата не значи ништо. Ја можам сега да напишам дека сум било што social media manager, можам да напишам дека сум general нели директор на нешто, ама тоа не значи ништо. Значи луѓето кои што со луѓето што се приврзува е тоа ти што го кој проблем го решаваш. Значи тоа тие го запамтуваат, значи кај мене запамтуваат луѓето, значи кај мене на headline пишува значи growing your business on LinkedIn. Значи многу е лесно и едноставно, значи тие директно разбираат кој проблем јас го решавам. Значи тоа треба да биде директно, значи да го има на headline-от и директно нели да сватат што нели така создаваш. Исто треба да го има вклучено и на бенерот, нели како реченица, нели така, и на бенерот исто треба да има вклучено како неколку компании или добар фидбек можеш да вклучиш, значи позитивен фидбек од други компании можеш да вклучиш, нели, или компании со кои што претходно си работел, може да ги ставиш нивните лога на бенерот, така да тоа ти гради многу authority and trust. Драго доколку време за кафе.
Апсолутно. Ти благодарам. Со секој испиено кафе во Стрекја бар и Стрекја Русидер вие го поддржувате Стартап Клуб Скопје, така што следната кафе пауза направете ја токму кај нас. Чим ја спомна Кети, мислам дека можеме да зборуваме малку за неа. Јас имам привилегијата сега да запознам Кети, што е тука моментално со нас, али позади камерите. Али како се запознавте вие две? Како стигна од моментот од вашето запознавање вие еве да отворите ваша агенција We Craft You Grow и кои чекори ги направивте заедно? Така. Вака сега, значи, со Кети се знаеме уште од средна школа. Значи, не бевме во исто школа, не бевме во исти клас, јас бев економски, таа беше општа. И така се знаеме, не бевме воопшто, значи, некои другарки или нели така. Едноставно се познаваме поради тоа што бевме во исто школа. Сега таа се преселува во Австралија, таму студира. И си доаѓа до Австралија, ми го отвора мојот профил на Инстаграм и си веле, ова е многу интересно девојче, вика, сака да се запознае со мене. Ми пишува дали сакаме да се видиме за на кафе. И јас си велам, да, нели, секако сакам да запознам и така, нели, почнува целата приказна, нели, уште од првото кафе, како беше многу интересно да се разговара со неа, поради тоа што таа имаше толку многу креативни идеи, богат ум и околу мене ми требаат едноставно само такви луѓе кои што ќе можам да научам и ќе можам, нели, да зборувам на многу интересни теми, нели, отколку нели стандардните луѓе. Така да она ми остави многу добар впечаток и понатаму од тоа кафе буквално се среќаваме цело време, нели. Таа се сели за Австралија. После, нели, си доаѓа после тоа 6 месеци и нели си доаѓа тука во Македонија. Во Македонија, мислам уште додека беше во Австралија, нели, ние цело време зборуваме по телефон. И таа си работи нешто таму и јас земам еден нов голем клиент, во кој што знам дека ако го земам клиентот, мора да вработам некој, значи немам шанси веќе јас само да ја завршам целата работа. И велам на Хети, ајде викам, дојди си за Македонија или ќе почнеме заедно да работиме нели со клиентот. И така се случува. Таа си доаѓа за Македонија и многу ни станува интересно за работа, едноставно почнуваме да работиме заедно со неа, така веќе е многу поинтересно кога ќе можеш целата таа ситуација и работа да ја споделиш со некој во живо, нели? Тоа е тотално различен момент поради тоа што многу тешко е поради тоа што сум од помал град од Кочани и многу е тешко да најдеш некоја другарка на која што ќе можеш да збориш на тема работа, значи нели се ќе биде повеќе општа тема, нели, за животот и така, ама за работа мене ми недостасуваше некој да зборувам, нели, за работа, за да споделам искуство и некој што ќе ме свати што зборувам и што значи, нели, тоа што го кажувам. Така да, нели, од кога почнуваме со тој клиент, работиме со тој клиент, не можам да кажам дека бевме многу задоволни од тој клиент, значи работиме со него, после тоа учиме една многу добра лекција, уствари од клиентот, е дека пред да ги бираме клиентите, треба да сватиме точно какви се, со какви вредности, што сакаат и значи какви карактери имаат. Да. За да нели да не биде после на нас добро и на нив, значи обострано да биде стварно окей. Така да после тоа заедно седнуваме и викаме, окей, го откажуваме овој клиент, ќе најдеме многу подобри клиенти од нели овој клиент. И тоа е тоа, значи едноставно викаме како нели да направиме да биде нели нешто заеднички, да направиме нешто интересно. И смислуваме нели идејата за да отвориме заедно агенција и во таа агенција нели да биде секако да биде стварно секако што треба и за нас и за клиентите. И во агенцијата конкретно се вклучени намногу сме фокусирани на growth на LinkedIn. И за сега сме многу задоволни, нели, многу интересно се работи со Кети и никогаш не би ја заменила едноставно за работа. Тоа е толку вау момент од мојот живот, кој што имам запознаено и најдено неа па и за другарка и за работа. Многу се сладки вакви приказни што си имате поврзано вие две, а тоа баш случајно еве од порака на Инстаграм до сега заедно имате своја агенција. Потполно го сваќам моментот да си има другарка со кој ќе може да се седне, да се
разговара на тема работа, бидејќи на некој начин јас имам моја другарка таква што она беше прва што ме воведе во овие маркетинг води. И знам колку убаво чувството да можеш да седнеш на кафе, се чувствуваш пријатно, да разговараш на тема работи и потполно те сваќаат се што им кажуваш без да треба да им објасниш што работиш. Тоа е тоа. Да. Еве кажа дека сте имале така потежок клиент, како ти уствари се справуваш со тие моменти? Еве уствари вие две како се справувате со тие потешки или па по-комплицирани клиенти, да се каже? Така. Сега, значи, во врска со клиентот, значи клиентот на почетокот се покажа, така да кажам, многу добар, нели? Значи, беше добро, нели, на почетокот кога почнавме, но понатаму, значи, мене конкретно ми сметаше тоа дека јас гледав кети колку се трудеше, значи таа работеше многу и јас исто, нели, и нели јас конкретно јас ја гледам вредноста од кој што нели ја остварува Кети и знам дека многу подобро може нели да реагира значи клиентот на сето тоа што го остваруваше Кети, но сепак во врска со тој клиент значи многу ми сметаше тоа што таа сакаше да се следа своја стратегија. Значи своја стратегија, а ние само да ја на некој начин да ја остваруваме таа нејзина стратегија. А ние сме сигурни дека ние со Кети цело време разговараме на таа тема колку е недобра целата стратегија и колку сме ставени у никаква ситуација да следиме некоја стратегија која што знаеме дека нема да успее и ние цело време значи се враќаме на почеток со кој што нели се враќаме на различни групи на луѓе кои што ги таргетираме, значи ние сме свесни дека тоа самото не функционира едноставно на крајот, нели викаме добро тоа е едноставно и нема каде што да бараме друго со тој клиент. Така да во врска со целата таа ситуација мислам дека се добри да ги имаме тие моменти заради тоа што потешките моменти не градат тоа што сме денес и ни даваат сила за да издржиме многу повеќе за во иднина. Така да мислам дека треба да ги има и тие моменти за да не биде се многу е добро, нели, и така да мислам дека е дел од приказната, нели, не можеш ти сепак да предвидиш како ќе се одвива од почеток. Или па секој да е сјајно, секој клиент да се погоди. Точно, апсолутно, да. Најголем дел на клиентите, нели, јас што ги имам клиентите и со Кети, значи сега се супер едноставно кога ги правиш работите на твој начин, се остваруваат многу подобро. Да, знаеш, си знаеш својата стратегија, знаеш дека тоа што го имаш смислено дека веќе тестирано дека ќе успее. Наставно дојдам до моментот клиентот да ти верува во тебе. Точно. Да. Во врска со твоите стратегии што ги имаш изградени се, како еден фриленсер може да се направи свој прайсинг стратегија? Како дека многу ниш прашање што не многу сака да го одговорат, а многу ги интересира. Дека не се секојаш сигурни, не се секојаш спремни за колку да наплаќаат. Некои одат по начинот као на Upwork да наплатат $5 само за некој дизајн што им требало предолго време и осеќаат дека се недоволно платени, па тука можеби губат мотивација. Некој можеби премногу си става за цена, за вредност и премногу лета во облаци за почетник. Али, ево, кои се некои така прайсинг стратегии што сметаш дека денеска фриленсерите треба да ги знаат? Значи, во врска со pricing strategy, тоа е многу едноставно прашање за мене. И јас секогаш ќе дадам еден многу добар совет за тоа, тоа е дека треба да се има секогаш фиксна цена, значи fixed price или value pricing. Тоа значи дека на месечно ниво треба да се наплаќа фиксна цена едноставно за целата нели сервис со која што ја нудиш. Значи, пример, ако правиш нешто како нешто графички дизајн, на пример, треба да ставиш една цена која што ќе биде едноставно нели 500 или 800 евра за целиот месец, на пример. И таа цена значи ќе треба да вклучиш се точно кое што ќе го завршиш за таа цена или се што е вклучено од твоја страна во таа цена и колку сати ти одзема. Значи тоа е исто многу битно за да го знае клиентот. Значи тоа е многу едноставно, многу луѓе, значи многу фриленсери одат со тоа грешката
да наплаќаат по сати, а по сати едноставно поради тоа што најголем дел од работите се креативни и ти не можеш да знаеш од почеток нели колку време ќе ти одземе, на пример ќе правиш едно лого, може да ти одземе и 2 сата, може да ти одземе и 2 дена, може да ти одземе и 2 недели, може би и 2 месеца. Да. Така да тоа е креативна работа и ти секогаш треба да си оставиш простор, повеќе простор, значи повеќе време за да бидеш доволно креативен и да нели да го извадиш најдоброто од себе. Така да тоа е тоа. Не би никогаш јас избрала да земам нели пари од по час нели на тој начин да наплаќам. Секој пат избирам значи да биде една фиксна цена на месечно ниво и секој пат треба да секој пат како фриленсер треба да си има договор, значи договор за работа. Во тој договор за работа треба да вклучиш сите работи кои што ти ги извршуваш, треба да вклучиш цената, треба да вклучуваш рок на наплата, значи за колку време треба нели клиентот да ти ги да те плати и треба да вклучиш време во случај нели ако клиентот нели сака да прекине со работата, значи барем 2 недели или 1 месец, значи рок на да ти извести доколку сака да прекине со работа. Тоа е тој моментот, еве Сашо кажа со договорот, бидејќи баш последниот фриленс проект лично што го имав пред да почнам во Стартап клуб Скопје, немав направено договор, пак прв пат нова во фриленс светот, прв пат си најдов сама клиент и немав направено никаков договор, бидејќи не знаев што да ставам во самиот договор. А и се чувствав толку како почетник, како нова и ако им отидев на луѓе сега со договор, го имав тоа чувство мене дека не знам, ќе ми се изнасмеат, као ај сега девојчево ќе доаѓа, од дома ќе работи, договор ми носи. Ама таа ми беше пример еве мојата грешка што ја направив баш во фриленс светот. Каде што на крај тој проект отиде многу лошо, со клиентите не беа баш погодени. И договорот дефинитивно мислам дека многу поише ќе ме заштиташе. Точно. Тоа е една гаранција за работа, значи ние како фриленсери мора да имаме некоја гаранција. Сега некој да почне да работи со мене, мојата гаранција е мојот LinkedIn, мојот personal brand. Значи тоа е мене нема потреба некој веќе да ме праша за прати ми резултати од работа или прати ми за другите клиенти што имаш остварено. Значи јас имам толку голема гаранција со тоа што имам изградено personal brand и што тој personal brand го користам како портфолио и начин да наоѓам клиенти, така да значи тоа е но сепак кога се почнува со некој нов фриленсер, гаранција за тебе е договор за работа и гаранција за нив исто така е договор нели за работа, заради тоа што и те имаат гаранција дека во тој договор ти имаш вклучено сите активности кои што треба, нели гарантираш дека ќе ги завршиш за таа цена и на тоа нели месечно ниво. Така да тоа е многу битен дел од целата работа. Јас исто така кога почнав на почетокот, мислам, немав никаков договор и на крајот имаше ситуации кога останував до касно да работам или останував и викенди или имав плюс работа или тие ми додава работа и јас како немам на ништо, немам документ на кој што треба да се жалам, значи немам како да ја кажам тоа не е вклучено нели во работата и така со тој договор, значи ти можеш да си одржиш точно, буквално можеш да си го направиш како договор за работа, можеш да си вклучиш се што сакаш, значи ние со Кети во нашиот договор што го имаме, што го даваме на клиентите, имаме вклучено значи кои денови сакаме да бидеме слободни, од колку до колку часот можат да не добијат. Значи роден ден и дати кои што ни се битни, значи ние сите ги имаме исклучено од работата, поради тоа што едноставно и ние сме луѓе, ние имаме приватен живот нели од надвор од работата, сакаме да работиме, тоа е се супер, ама едноставно мораме и да живееме. Така да нели тоа е многу битен дел нели да го вклучиш и да го направиш според твоето време нели како сакаш да биде. Баш интересен е како дел што со тој моментот како кој денови сака да се слободни, кој денови колку може да ве добијат. Тоа е баш така нешто што не очекував дека би можело да се има. Да, тоа е се резултатот од клиентот кој што го имавме порано и така да имавме нели од клиентот, значи тој не бараше во подоцна, имавме цело време, значи требаше да имаме цело време повици, значи работи кои што
не сметавме дека мораше да ги има во целиот тој проект. Можеше да биде многу полесно организирани, така да ние поради тие сите проблеми кои што ги имавме порано од другиот клиент, ние денес ги направивме да бидат толку многу лесни, денес значи нели со агенцијата, толку многу лесни, софистицирани и толку многу брзо се нели да се одвива и да бидат многу лесно и за нас и за едните клиенти. Значи тоа е многу битно нели да го олесниме целиот тој процес на работа од почеток до крај. Највеќе се учи. Така. Да, точно. Мора да го поминеш прво лошото за тоа да го научиш и да знаеш следните клиенти како. Точно. Али еве како што кажа клиентите цело време, вашите клиенти се на кој пазар еве највеќе базирани? Дали имаш од Македонија, од Балканот или па повеќе кон странски пазар базиран? Така, сега кога почнав јас на почетокот, имав клиенти навика од Франција, поради тоа што почнав нели да наоѓам клиенти, значи се пробив поради тоа што знае француски, нели почнав на почетокот да пишувам нели постови и да правам нели профили на француски. Таму ти започна ствари од Франција, таму. Така, точно, да. Значи од таму започнав, но сепак нашиот целен пазар е Европа. Значи ние имаме клиенти од Европа, имаме клиенти од Англија, од Франција. Сега моментално почнува многу од Балканот, да не наоѓаат клиенти од Балканот. Имаме клиент од Србија, имаме клиент имаме исто и клиенти од Америка, така да по цел свет. По цел свет, ама најмногу имаме од Европа. Тоа баш убаво. Конкретно еве за фриленс коучингот. Знам дека после подкастов сигурно ќе има луѓе што ќе се заинтересирани кон тоа како можат еве луѓе да стапат да стигнат да имаат фриленс коучинг со тебе или па заедно со ките го правите фриленс коучингот или ти го правиш? Јас го правам сама. Тоа е да, тоа е индивидуално од моја страна. Јас значи како функционира тоа, значи некој фриленс студент кој што сака да почне нели јас да му бидам ментор нели за како да почне да прави фриленс, едноставно нели се вуваме на повици, имаме 6 повици по 1 час, опфаќаме голем дел на теми, значи јас ги вклучувам клучните теми кои што се најпотребни нели од почеток до крај нели за целата динамика. И едноставно овде се збори за теми како што е оптимизирање на LinkedIn профилот, значи контент стратегија, значи copywriting, исто pricing strategy, исто значи workflow, значи сите сегменти од фриленс нели животот, значи се опфаќа, значи во тие теми. Сега исто имам студенти кои што нели тие се во различни сфери и на различен левел, нели, како да кажам, за да функционират. И сега има некои кои што ми се јавуваат тотално почетници. Значи некои ми се јавуваат како јас мене ми треба помош за нели за LinkedIn, како да најдам клиенти, окей, тоа е нели нормално стандарден. Да. Нели фриленс студент. Некои ми се јавуваат како јас веќе почнав да имам клиенти, ама сакам нели да се надоградам и да бидам многу подобар фриленсер. И нели јас сега правам конкретна стратегија или конкретни теми за тие сесии, да. Cater to him herself. Јас си давам можност за тие да изберат на кои моменти им се најтешки и кои моменти треба да се фокусираме. Значи тоа е многу битен дел заради тоа што нели секој од нив доаѓа кај мене со различни goals. И имам нели доаѓа некој, јас сакам да правам 10K месечно, јас сакам да најдам уште еден клиент, јас сакам нели да направам многу добар personal brand со многу добра trust and authority. Значи тие доаѓаат од различни сфери и нели сите сакаат нешто различно да остварат. Ама јас сум нели тука за да им помогнам. Покрај како што каже работниот живот, што се гледа дека се ова што го правиш со пасија и со љубов. Мислам по самиот начин како ги раскажуваш овие теми, не кажеш за сега твојата приказна, се гледа дека се ти со љубов. Како си ти во приватниот живот? Успоредба со работниот и со твоето лице на LinkedIn, дали ти во приватниот живот си
тотално иста или па едноставно знам дека споделуваш голем дел од твојот живот на LinkedIn, ама нешто повеќе за тебе. Некој твој хоби, некоја желба вака што имаш сега за следниот период. Така да. Значи, приватниот живот, јас многу сакам да минувам време со фамилијата, заедно моментално живеам и со нив. Сакам да излегувам, сакам да слушам музика, сакам да одам на концерти, сакам да вежбам. Каква музика највеќе слушаш? Инди, да. Баш интересно. Таа ми е милен жар на музика. Така, слушам од се по нешто. Ама тоа е најдобро, бев и на концерт сега летото. Бев на концерт на Лана Дел Рей во Милано. Еле преубаво, јас сакам. Супер, така беше ми како едно прво интересно искуство. Викав, викам на оце нешто да сменам. Сакам многу да патувам, многу сакам да шетам. Сега последната недела бев во Тирана, никош не бев ја посетила Албанија, нели во Тирана бев. Сега следната недела ќе одам за Австрија. Така на посета исто кај сестра ми и кај внука ми, морам да ги поздравам и многу ги сакам. Поздрав до нив. Така да шетам цело време и баш ми е нели дел од животниот стил. Да. Дел од мене е тоа, нели. Инаку минувам многу време со Пабло, многу ми е убаво со него, значи тоа е дел од најголемата среќа од мојот живот. Така да на сега посакувам нели да го осети тоа, нели, чувство да има милениче и да ја осети среќата од миленичето. Така да тоа е тоа. Рече дека еве сакаш највеќе време да поминеш со фамилијата и со домот твојот. Каква беше нивната реакција кога кажа дека ќе почнеш пример да работиш нешто што не секојдневно, уствари брендинг, фриленсер да си да работиш уствари од дома? Како оние прифатија таа вест, дека знам дека тоа пак се уште нова тема кај нас, посебно во Македонија, и не сите родители го прифаќаат тој момент. Повеќе се стриктно кон оди во канцеларија, работи 9 to 5 job. Да. И покрај тоа што и ден денес ништо не разбираат од тоа што работам, ми даваат тотално подршка. И многу сум среќна за тоа. Значи, тие се многу среќни за мене, многу се горди на мене и конкретно се среќни за тоа што нели гледаат дека напредувам, нели јас колку што можам барам начин како да ја објаснам за мојата работа. Тоа е многу интересна и смешна тема, ама нели секојдневно е така кај нас. Така да, супер, едноставно добивам подршка од сите дома, од најстари до најмлади. Така, супер е, по дома сме ние цело време сме заедно поради тоа што работам од дома, нели, работам од дома, од кај дечкото, од надвор, од кафич, од посекаде, нели. Кој ти е омилено место да работиш? Дека еве како фрилансер ја имаш слободата, обејно ова ми е омилено прашање, на сите ги поставам. Кој ти е омилено место, каде најбо се чувствуваш и највеќе ко креатива осеќаш, највеќе ти доаѓа таа burst of inspiration? Така. Јас работам од секаде каде што има храна, вода и кафе. Исто јас. Да, значи било кое место дека има се што ми е потребно, се чувствувам комфортно. Значи, сега само што го поминав кафичот кај вас тука Среќа Мока и мора да го пофалам дека ќе дојдам некој ден да работам од овде. Многу убаво место и така, многу сакам да менувам. Работам буквално од кај ќе ми текне, нели, во врска со ситуацијата. Сега зависи од редни денови кога имам повици. Сакам да сум нели на потивко место од бирото од дома или од кај бирото кај дечкото, имаме заедно биро и таму за работа. Значи нели сакам да сум нели на комфортно место, ептен, нели дека сум 100% сигурна дека ќе биде тивко и дека ќе можам да се фокусирам за повиците. И за такви моменти тука ни е Hive Room на ProCredit банка, каде што го имаме и Hive Booth за да си е тивко за повици и за се. Али баш ми е мило што еве јас се пронајам слично како тебе, секој ден од различно место сакам да работам, некој ден ќе работам од хабот, некој ден ќе отидам во бар ќе работам. Во дома не гледам некој толкав голем комфорт да работам, мислам дека сакам поише да излезам, да го направам тој чекор као окей, сега ќе излезам, ќе работам, ќе се раздвижам. Да. Али точно.
Баш Точно, интересно. да. Па јас гледам така да биде разновидно, нели? Се погодува неколку денови да останувам дома, се погодува неколку денови да бидам кај дечкото, ама Да. сепак за разновидност едноставно секој ден некаде излегувам барем на кафе или значи нели покрај тоа што работам од дома цело време значи излегувам надвор некаде вежбам или одам на кафе или нели се среќавам со Кети заедно работиме, разговараме, така да интересно е, така исполнено е времето тотално. Сметаш дека денеска има, посебно за кај нас има уште многу големо фриленс светот да расте во Македонија? Пак е нова тема што мислам дека многу луѓе ја открија од пандемијата па навака. Тогаш највеќе се проби тој свет, не само кај нас, и во странство и на секаде ни светот, ама и во конкретно кај нас пак е повеќе табу тема да се раскаже. Како мислиш дека ќе расте заедницата кај нас? Дали сметаш дека има простор да расте, дека има заинтересирани млади да работат од дома? Кои се твоите мисли? Мислам дека има многу млади кои што почнаа со фриленс, допрво има многу млади кои што ќе почнат. Така да јас се надевам дека јас ќе инспирирам повеќе млади нели да почнат да прават нели фриленси кај нас, да работат како фриленсери. Сега моите студенти во главно се сите од по Европа, некаде по Америка, имав и од Бали. Така да посекаде по светот се надевам дека ќе има повеќе студенти нели од Македонија. Така да можат многу лесно да почнат нели да фриленсат нели со мене, можам да го покажам патот, нели како се прави, но сепак да, одговорот е да, мислам дека многу повеќе ќе се развие. Еден момент е тоа дека ние сме сепак мала држава мислам дека со паметни луѓе, со млади деца кои што едноставно ќе сакаат да пробаат различни работи, особено додека нели студираат или после студиите. Тоа ќе се развие и добриот момент е тоа што данокот кај нас сепак се уште на 10 или 11%, што е многу голема разлика, например, да си фриленсер во Франција или во некоја друга европска држава каде што е 24 или 27%, па и 30%. Значи тука е многу голема разлика во целата цена. Значи ако пример правиш 1000 евра за еден клиент, од државата ти се зема само 100 евра. Значи, така да тоа е многу добар нели момент сега да бидеме реални, да. Значи тоа е дел од заработката кој што треба нели да оди за државата, но сепак многу подобро е да ти земе државата 100 евра отколку да ти земе 300 евра. Да, дефинитивно. Така, да. Ова се мило ми што го спомнува, бидејќи како што кажав и преска, не сите се спремни, не сите сакаат да ги споделат овие информации за плаќање, за цени, дека пак тоа си е повеќе табу тема кај нас во Македонија, дека си е потајна кој колку зима или кој како зима, па даноци едно друго. Да, точно. Точно и сакам да кажам и еден друг клучен момент, а тоа е дека тука кај нас мислам дека проблемот е во мрзеливоста. Значи, да, сега да бидам реална, значи сега вака кога јас се споредувам со другите значи со другите колеги од факултет или со другите средношколци нели кои што завршивме заедно, јас сум на многу повисоко ниво од нив. Не само во однос на работата, туку во однос на мотивираност, на целиот аспект нели на тоа кој што сум се изградила јас, значи треба многу подобро, значи само треба многу повеќе да се трудиме, треба многу повеќе да се мотивираме и да инспирираме други. Значи мислам дека така луѓето малку како да се срамат да се искажуваат или да се трудат, ама треба многу едноставно да се трудат за да се успее. Кај нас го има секогаш тој страф на како да се започне. И тој момент, што ако не успеам? Ама никој не го размисла тој момент, што ако успеам? И поради самиот тој момент кажав дека во фрилансерството или па овие нови кариери сега што се градат тек после пандемијата, а и во дигиталниот свет, сметам дека на многу луѓе има страв да ги започнат, бидејќи не се сигурни, немаат примери, не гледат конкретни примери кај нас некој што почнал.
И тоа многу убаво што кажа дека треба да се инспирираат младите, и затоа уствари ние целта со подкастов за да ги инспирираме да почнат, да не се плашат и да седат само као ај ќе почнам утре, ај не. Точно, треба само едноставно две работи. Првата работа е едноставно да се детерминирани нели за успех, и втората работа е едноставно да имаат лаптоп и да започнат да учат некоја вештина. Дефинитивно, денеска со курсеви, со секако што има онлайн курсеви, посебно не се само академиите, знам дека има на Udemy, на други многу ефтини, многу лесни, многу брзо едноставно може да се почне. Можеш така да се почнав. Да, точно, можеш да научиш и за без пари. Да. Можеш да, јас не се ни сеќавам да сум земала некаков курс воопшто за да научам. Ставно само почнеш, експериментираш, учиш, грешиш и едноставно на крајот успеваш. Дефинитивно. Патот секогаш it's a rocky road, ама пополека секогаш ако си конзистентен, ако си упорен, секогаш ќе се успее. Ако не во тоа што си почнал, по пат ќе најдеш некоја друга насока. Точно, апсолутно. Мислам дека можеме да спомнеме сега за настанот после што ќе го имаш. Благодарам уште еднаш покрај тоа што дојде денеска за подкастот да го снимаме и дека одма после ова директно ќе одиме на настан. Темата што ти е From LinkedIn to Power, Building Your Brand on LinkedIn. Така. Кажи ми што имаш спремно Иве за сите што не може да го не може да го видат настан, што не може да се присутни денеска на тој настан. Споделе некој делчиња што ствари би било темата, како што ќе биде твоето предавање. Така. Значи, во врска со предавањето ќе зборувам конкретно за LinkedIn, значи како да се изгради personal бренд на LinkedIn и како да се успее на LinkedIn. Значи, нели луѓето кај нас се прашуваат како би можел јас да најдам клиент со LinkedIn или како да успеам, па јас на ово предавање ќе ги кажам сите потребни чекори и сите потребни сегменти од како да направиш добар и успешен personal бренд на LinkedIn. Овде вклучувам едноставно сугестии нели и за бизнеси и за индивидуални луѓе. Така да исто така спомнувам и за работи кои што се како добри практики за LinkedIn, работи кои што не се добри практики, кои што едноставно не треба да се прават. Така тоа ќе биде предавањето и ќе има на крајот на вежба за нели да се стават и луѓето во акција, нели и тие да сменат нешто за својот LinkedIn профил, така да нели сакам да ги инспирирам и мотивирам нешто веднаш да биде actionable и на нели на евентот. Тоа ќе е баш интересно, двај чекам да го слушам настанот. Посебно, јас како што си кажав, не ми е толку активиран LinkedIn, но дефинитивно прв ред ќе си седнам и ќе те слушам. Многу ми мило, многу ми интересно како ни оди овој разговор и многу ми мило се гледа дека имаш позитивна енергија и дека ќе повторам, се што правиш со љубов. Мислам дека денеска да се почне вака како фриленсер, ти како што се го зема овој следен чекор е многу храбро и ти даме огромно браво за тој момент. Покрај се тоа, еве како што кажат, сите успеси што ги имаш и се, како се снаоѓаш со тие тешки моменти, со тие падови, бидејќи секој човек ги има, покрај тие лошите клиенти и се, како се снаоѓаш ти во тие моменти, во тие полошите моменти, каде што е пример е потешко да се најде клиент или па ева како што кажа, сте имале моменти кај што клиентот ве барал цело време. Дали некој бърнаут си имала до степен? Така да. Значи тоа се дешава, значи тоа се случува цело време. Тоа е, може да кажем и дека и секојдневие. Ама тоа зависи од каков човек си и нели кога дека треба да бидеш свесен дека ќе има и лоши и добри моменти. Тоа е исто како животот, нели не може да биде се мед и млеко, кога си свесен дека некогаш ќе се појави некој проблем, ќе ти се расипи колата или нели ќе се случи нешто негативно. Тоа е тотално нормално. На себе како ја сносуваш целата ситуација, тоа зависи најмногу. Сега, нели, затоа треба да се изградиш како добра личност, како силна личност, како личност со која што ќе има многу добар мајндсет
и едноставно на крајот што и да се деси лошо, едноставно ти ќе бидеш доволно силно да го пребродиш тоа и многу лесно да го пребродиш. Сега во врска со тоа ти треба да сватиш што сакаш да работиш и како работата те исполнува тебе. Кога еднаш ќе го сватиш тоа, ќе биде многу полесно да го организираш времето спрема тоа и да правиш помалку од тоа што не го сакаш. Тоа веќе е многу клучен дел од животот, така да јас сега моментално се трудам се повеќе и повеќе да делегирам дел од работата која што не ме толку исполнува, или за која што едноставно немам време, сакам да ја работам, ама немам време. И така да се фокусирам повеќе на поклучените главните аспекти кои што се дефинитивно многу подобра од некаква работа која што ќе ја изработам. Така да, тоа е тоа. Едноставно треба да бидеш спремен на се, треба да бидеш спремен на промени, да се одлучуваш брзо и да чекориш храбро. И покрај тоа што се дешаваат било какви случаи по патот. Многу убаво го кажа се ова. Стварно, мислам дека ова да го слушав пред неколку години дефинитивно на различен начин ја лично би тргнала, сметам дека и многу што сега тек почнуваат ќе им значат овие совети. Баш ми е мило и многу ви благодарам на поканата и на целото зборување на целиот, на целата суштина. Мислам дека е многу битно голем дел од младите да сватат од суштинско значење што значи да си фриленсер и што значи да чекориш по тој пат и дека треба да си спремен на предизвиците кои што се појавуваат. Така да многу е битно прво да се изградиш како добра личност со многу силен менталитет и понатаму што и да се случи по патот, ти ќе бидеш спремен едноставно да пречекориш и да го решиш проблемот. Мислам дека баш убава реченица еве као за при крај на подкастот. Сакам уште еднаш да ти се заблагодарам денеска што ни беше гостинка, што пак дојде до Скопје, дојде до кај нас за да снимеме оваа епизода. Исто така за настанот сега што ни следи. За сите вие што гледате оваа епизода, слободно можете да го најдете и настанот на нашиот Инстаграм профил, ќе биде споделен, ќе биде сниман во живо. Фала уште еднаш највеќе за денеска овој разговор дефинитивно мене лично ме погоди, мене лично ми даде скоро ново размислување за фриленс животот. Се надевам и на гледачите исто така. Баш ми е мило, многу ми е мило што го слушам ова и ви благодарам и вам за целата организација и за поканата и за ивентот што ќе се случи подоцна. Така да последно нешто кое што сакам да го спомнам е дека не се плашете едноставно да почнете да работите како фриленсери. Имаме многу добри можности, особено во Македонија. Имаме добри курсеви, ќе спомнам курсеви на Бренстер или на некои други организации од Македонија, еве и Стартап Скопје ќе организираат некои курсеви за копирайтинг. Значи имаме толку многу можности, така да едноставно само треба да се започне и да се работи и да се гради добра личност, добар мајндсет, добар менталитет, така да другото едноставно се ќе се реши и се ќе биде добро. Ти благодарам уште еднаш што беше денеска тука со нас. А за сите вие гледачи кои што останавте до крај, можете да аплицирате на Стартап Клуб Скопје, да бидете дел од мрежата на волонтери, Стартап Волонтер Нетворк, каде што ќе дојдете, ќе имате работилници за практично искуство, каде што ќе можете да се изградите вашата кариера. Дополнително следете на нашите социјални мрежи Стартап Клуб Скопје и преплатете се на нашиот YouTube канал и кликнете го звончето за да гледате кога ќе е следната епизода на Фриленсерска дружба или па на Стартап Револуција. Имате убава вечер.